Дијабетесот како болест е се поприсутна помеѓу населението. Во изминатиот период загрижува податокот дека таа се диагностицира и кај помладите, односно децата. По тој повод денеска доктор Марија Нефтимов одржа едукативно предавање во основното училиште Раре Кратовче пред учениците со цел да се запознаат со причините поради кои се јавува оваа болест. Дечињата веќе нашите дечиња за жал поради динамиката на живеењето се повеќе и повеќе стануваат гојазни, не сите, меѓутоа поголем дел од нив, така да родителите понекогаш не сакајќи, например, поради темпото на живење, ќе дадат сендвичи да земаат, например, неприготвена храна, на брзина да ме приготвена храна и тоа сето останува, односно се одразува врз нивниот метаболизам, кој што е многу побавен, односно некој пати побрз и на тој начин постои еден дисбаланс во администрирањето на хранливите материи. Така да доаѓа до таложење на масти и кои што понатаму без физичка активност настанува исто и таложење на шеќер, односно доаѓа до повисока количина на шеќер во крвта. Значи ова болест треба да се детектира, односно да се открие навремено, затоа што со оглед на современата медицина се препорачува дури може да се живее и до 100 години, што викат старите, така да едноставно животот продолжува понатаму. Тоа не е некоја болест од например инфективен карактер или инфективно заболување, туку тоа е механичко заболување, значи оштетување на самиот панкреас, значи тоа е една жлезда кај во човечкиот организам кој што лачи инсулин, а тој инсулинот е хормон кој што го намалува количината на дијабет, кој што го намалува количината на шеќерот, количината на шеќерот во организмот и на тој начин се регулира концентрацијата на шеќер во организмот, кој што знаеме дека е основен енергетски производ кај човек. Едукацијата е многу важен сегмент да се намали, односно спречи појавата на шеќерната болест. Има дечиња со дијабет, многу од нив има и со латентен дијабет, тоа го викаме ние скриен дијабет, така наречен скриен дијабет. Но сепак едукацијата е многу важен елемент, значи во спречувањето на, односно во нормалното живење, значи кај тие дечиња кои што имаат дијабет, така да се трудиме колку што може динамиката на животот да го следиме и живењето на овие дечиња да биде што по-нормално. По тој повод денешниот ден, светскиот ден за борба против шеќерната болест, утрово во Средното општинско училиште Липчо Сантов се спроведе бесплатно мерење на крвта за средношколците, а со предавање за заштита и превенција од оваа болест ќе продолжат и во останатите основни училишта.